Во моментов, се многу незначителни оштетувањата од ниските температури, а тоа е сето ради тоа што на нашите тутунопроизводители се добро едуцирани и добро се ги заштитеа расадите. Поголема оштетување има реално на Конче, пошто е повисока надморска височина се, меѓутоа и таму се незначителни штетите на расадопроизводството. Така да продолжи со ваков интензитет да ги одгледува расадите, значи че има добар квалитетен расадичен материјал за расадување. За разлика од лани, ова година имаме зголемен интерес на склучување на договори, а со тоа е зголемена и површината. Во моментов, незванични податоци се, негде се околу 30.000 договори подпишани, со очекуван принос од 20 милиони килограми тутун и број на хектари е зголемен на 14.000 хектари. А сето се должи на оваа година, значи за оваа реколта што тутуно се плати доволно висока цена, да речем највисока цена ради задоволството од финансискиот бенефит што го видоа тутунарите, се зголемени површините и договорите. За колку процентуално? Па негде околу 7-8 до 10% е зголемено и по површини и број на договори и по количини. Да, за наше задоволство бевме поканети од Европската асоциација УНИТАП, која ги застапува интересите на тутунопроизводите. Тие се сите членки земји на Европска унија, исклучиво сме ние земја која не сме членки и направија одстапка една на наредниот состанок во октомври во Неапол во Италија да бидеме полноправна членка на ова асоциација која ги брани интересите на тутунопроизводителите. Така да мислиме дека многу повеќе ќе допринесиме за да го задржиме производството на тутунопроизводството, а со тоа и фирмите што го купуваат тутунот. Поготово македонскиот тутун се бара на светската берза ради тоа што во моментов сме втора земја по производство на ароматичен тутун во светот, после Турција. Така да има недостиг, значи потребите на ниво на светов за ароматичниот тутун се негде околу 120 милиони, меѓутоа светов испорачува околу 100 милиони. Значи се јавува недостиг негде околу 20-30 милиони килограми на тутун. Така да мислам дека се уште ќе се бара како производ да го имаме тој производ и да ни биде економски исплатив да го работиме.